Малиот број жени кои се на раководни функции во политиката, институциите, јавните претпријатија и во бизнисот во рамките на државата на локално ниво е уште помал. Додуша Кучани моментално има жени лидери во образованието, во здравството, во културата и слично, но во политиката, например, нивната застапеност е мощне мала. Општината никогаш немала жена кандидатка за градоначалник, како што немале ниту другите помали општини, Виница, Зрновци и Чешинева, Блешева. Кога се во прашање претеничките функции, градот на Оризот само во еден случај имаше жена во Републичкото собрание, а сите други во 20 годишниот плурализам биле мажи. Треба да биде, ама не се. Не лечуваме. Ако треба, значи треба да ги има, но нема ги. Па ја, колку ми е познато, равноправни са. Малку жените са у фирмите исподценени, не добиват толку плата, али сматрам дека не са ни способни за секои работи, така. Па, кај нас у Македонија знаете менталитетот каков е. Мажите се царове, а жените измиќари. И во бизнис круговите на локално ниво главно владеат мажите. Речи се сите поуспешни фирми во градот и регионот ги водат мажите, додека на прсти можат да се избројат жените кои успешно се снаоѓаат во бурните бизнис води. Меѓу другото и поради фактот дека во помалите места се уште жената е во сенка на мажот и е предодредена за условно полесните работи. Веројатно поради провинциски предрасуди и жените одбегнуваат професии за кои се сметаат дека се машки, како такси возачи, возачи на автобуси и други. Од друга страна пак мажите се повеќе влегуваат во производни хали во минатото резервирани само за жени, како конфекциски. Поради сето тоа, представничките на понежниот пол се погласно бараат и се борат за порамноправен сооднос меѓу двата пола во сите сфери на општествениот живот.